Секогаш подготвени во стандардниот термин за оброкот на денот и се разбира она кое што денеска ќе го сготвиме, поточно ќе го подготвиме. Ако зборуваме за нешто здраво, вкусно, хранливо и кое што ќе ни донесе потребната енергија и ќе придонесе, за да имаме во текот на денот, тогаш денеска сме исполниле целта во однос на рецептите кои што ги имаме предвидено. А ќе доисполниме со она кое што ќе го направиме тековно, вие тоа сето ќе го забележите, а можеме и да си ги напишете тоа во вашите бележници за рецепти, кога се во прашање рецептите и секогаш добре дојден секој следен и нов рецепт, особено од нашите нутриционисти Емилија Спасовска-Мојсовска, една од нив. Еми, добре ни дојде. Добро ве најдов. Прекрасно е студиото во овие есенски па и зимските денови што следуваат. Топлината секогаш има Телма телевизија, така да и кујната убаво секогаш се чувствувам. Претпоставувам и гледачите на Телма пријатно не доживуваат со вашите програми. Бидејќи во Ново Руво доаѓам прв пат, сум поканета, ова е подарок од мене, тука да личи во кујната како велат старите. Нели нека тргне зубаво работата, уште подобро, уште многу емисии во утринската на Ти благодарам многу, навистина убав гест. Ке имаме таман уште една нова даска за да се сецкаме. Така. И уште нешто од приборот дополнително кој што го немавме, ама еве ќе ни биде добре дојден за нашата кујна. Така. Да, ти благодарам многу и ова ни е подарок кој што ќе го ставиме тука, а и секогаш кога ќе го видиме ќе не потсетува на тебе. Така. И секогаш секое моје доаѓање ќе ве потсетува на мене со YouTube, нели секако новите рецепти. Сите емисии се дадени таму, имаат луѓето можност да ги гледаат емисиите кои што во моментот можеби некој не може, ама има опција, да. Есен, есенско утро, убаво и пријатно како што кажав се чувствувам, но некако предвесник на есента ни се костените, тиквата, крушата, се она што ферментираните производи, продукти, односно туршијата што се става за да имаме во периодот, нели во зимата, некако долго ни траат тие ладни месеци и секогаш кога зборуваме ние нутриционистите, ризница за здравието се витамините и минералите. Така да есенската кралица тиквата сакав да направам за гледачите и за нас ние да пробаме многу вкусни две смутиња кои што се навистина многу добри имунобустер, односно го подобруваат и го зајакнуваат имунитетот, но даваат и енергија, бидејќи самата тиква, самото јаболко и миксот на 2 до 3 овошја, па и нешто што ќе ставиме од јаткасти плодови, како ќе направиме избор за тоа смути или оброк да биде, ни ја дава енергијата. Да. Така да ова имаме предлози денеска, две есенски смутиња, со тоа што едното ќе биде една шолја пире од тиква со банана, малку мед како засладувач и цимет, а другото смути ќе го кажеме од која ќе го направиме ова. Се надевам дека договорено. Значи јас сега ќе земам една вилушка која претпоставувам дека ти треба за тебе. Ти треба за тиквата, да ја направиме тиквата која што ти е обарена во пире. Така, може и да, обарена е претходно, не мора да се направи пире, доволно е вака самиот само да се блендер, малце да се може да се изблендира испасира. Полесно. Ќе додадеме растително млеко кое што е во случајов е оризово, така? Ми рече оризово? Оризово, може бадемово, една банана. Ние ги имаме и тие рецепти во пишана форма, така што и редоследно може да го забележат тоа нашите гледачи. Со колегите правиме наутро кога се будиме. Така. Правиме и овде во нашата кујна смути и си некогаш создаваме наши комбинации, а некогаш се разбира и сакаме нешто плюс. Можете и ние да се обратите кај нас, па и ние да ви дадеме рецепти за да ги пробате нашите рецепти кои што ние не сме ги предложиле во емисијата. Ќе го примениме со оглед на тоа што тиквата ја имаме во оваа сезона во изобилие, а сакаме да јадеме тиква, знаеме и колку е корисна, така што ова е предлог. Значи за ова смути пире од тиква, банана, мед и растително млеко. Добро. Тоа го блендираме. Ајде вака малку. Да. Тиквата со медот се залепи горе. Да. Може малце да... Ете, добре.
И ова ни е првото смути кое што Самата боја потсетува и на есен. одлично. А со тоа што оваа боја е во тиквата, бета-каротените, исто така и тоа како ни се потребни во текот на целата година за дигестивниот систем, за оние кои што се на режим на исхрана, слободно може да употребуваат тиквата и како десерт и како појадок, бидејќи има многу малку калории, ги прочистува артериите, односно крвните садови за оние луѓе кои што имаат глукоза или диабет, слободно може да пробаат со малку цимет, така да нема граница која што нема луѓе кои што не треба да го потребуваат. Така да можеш да го пробаш ова смути. Да, тоа сега сакав да кажам, бидејќи ти секогаш сакаш на лице место да се проба место да веднаш, не дадеш јас ќе пробам и веднаш ќе ти кажам, иако не се сумневам, Да, и ќе банана, ставиме тиква екстракт од цимет, кој што не е во прав и ова дава неверојатен Која е шмек разликата? на самото смути. Ќе пробаш и ќе видиш. Која е разликата од цимет во прав кој што најчесто го користиме преку до Вака циметот во масло ова има повеќе концентриране, меѓутоа може и да се употребува за оние луѓе кои што имаат диабет и проблем со кардиоваскуларно здравје, како терапевски 3 пати по 3 капки под јазик, меѓутоа во смути вака кога се конзумира има навистина подруг вкус, иако е цимето сепак во прашање, но има подруг шмек. Да, ова е смути кој што има своја густина, но исто време тој свој специфичен и навистина убав вкус кој што повторно ќе речам вистина потсетува на есен. Вистина потсетува, и така. И циметот и тиквата и да не забораваме, бидејќи вирусните, бактериските инфекции секогаш се на прагот во текот на целата година, особено во овој период, треба да обрнеме внимание на витаминот Д, на селен, на цинкот, да го зајакнеме на тој начин имунитетот со сезонското овошје што ни е следува, нели, на пазарите секој месец излегува овошје кое што е карактеристично за сезоната, така да не заборавиме да ги употребуваме сите овошја во изобилие, па и растителните и како и да е и салатите, со цел да направиме една равнотежа и борба против слободните радикали, знаеме во зимскиот период, вирусите, не само вирусите, загадениот воздух, се она што ние треба да прекосиме наспроти сите тие фактори кои што се надворешни, екзогени, ние треба ендогено да делуваме, а на тој начин го зајакнуваме имунитетот. Така. Одиме со второто смути. Така. Ќе го подготвиме бидејќи имаме една салата. Така, второто смути е слично, само што ета не излупивме јаболко, ако може и тоа. Јаболко да излупам? Да, или јас ќе го излупам јаболкото, а салатата ќе биде брзо за презентирање, така да додека го правиме ова смути, додека го правиме ова смути, само ќе те прашам, Нутрием веќе 10 години функционира, 10 години, значи клиенти кои што имаат многу клиенти, потреби од консултации, нели секогаш предлог за она кое што е добро за нивното здравје. Како ќе го сецкаш ова? Ајде вака. Секогаш се трудам да го дадам максимумот во мојата работа, бидејќи со љубов ја работам. Нутриционизмот кога е нешто секако се следат трендовите, се следи ритмот на човекот кој што ќе дојде, бидејќи секој е различен и на секој му е потребен различен ритам и пристап кон подготвување на режим на исхрана, па и следење тековно. Со тоа што се трудиме максимално да ги задоволиме потребите кои што доаѓаат кај мене, со цел дали е тоа состојба или здравствен проблем. И на крајот од денот кога ќе добијам убави пораки дека убаво се чувствуваат, доколку е намалување на килограмите или пак доколку има здравствен проблем, полека почнува да се решава. Навистина и тоа мене ме мотивира за повеќе и уште. Така да секогаш сум активна на медиумите, секогаш сум активна за пораки и прашања, така да сега сум вклучена во еден проект за менструално и женско здравје со поддршка од ДМ, кој што навистина ми е значен и ја даваат поддршката, тој следи сега од ноември месец. Така да за тоа понатака, и до крајот на годината, бидејќи Нутрием прослави 10 години, сакав некако да не стигнав на мојот роден ден на 21 мај да направам нешто, но тоа во декември месец наменски ќе ме повикаш во емисија да биде едно изненадување, па и мој достиж за она што го работам во мојата кариера, нели да ме мотивира за повеќе. А сите мои луѓе, сите мои клиенти кои што доаѓаат со нивните успеси, па и некогаш нели
нели не може секогаш да иде така глатко и секогаш нели има некоја кочница која што навистина ме мотивира, ми дава уште повеќе сила да истражувам во областа на нутриционизмот и да го постигнам тоа што јас сум до сега задоволна, така да има многу луѓе кои што се задоволни од мене. И препораката е секогаш здрава и избалансирана исхрана, доволно сон, физичка активност да биде секојдневија. Така да следен пат ако ни носиш нешто во кујната како подарок, да ни донесеш едно лупалче. Така, тоа треба. Затоа што сува малце мака се мачи кога ги лупиме краставиците, се шегувам. Ти си набавила лупалче. Како и да е, се обидов да ја излупам. За ова смути кажавме дека ни е потребно јаболко, тиква, пире од тиква. Може да биде тоа со вода. Добра. Да добие може да биде, така да. И ајде да видиме што. Јас ја стискам краставицата во интерес на времето да работиме така, имаме уште време паралелно, затоа што ова е следно за салатата за која што исто ќе го видиме рецептот. И ми дали треба сите 3 краставици? Па за проба може и една, зависи колку има тука кандидати за да пробаат мојата салата, секогаш имало така да може, ајде двете. Двете, добра. Да имаме и место во танерот, во чинијата. Сега ова искочи не смути како пире. Па добро, може како појадок да речеме, може, нешто како во вид појадок. Дури може да се додаде и чија семиња, да отстои малку и да биде баш така еден доручек. Со тоа што сакам тука да додадам масло. Што се направи? Многу сме лупеле со лупалчево. Така, и веќе откажува, треба на сервис. Да. И куркума и црн пипер. Како што кажав, нека во овој период од годината и зачините и тоа да како ни се потребни, особено оние како што се ѓумбир, куркума, црн пипер, покрај тоа што нели даваат еден имуно стимулатор за организмот, заштита од бактериските и вирусните инфекции, но тие предизвикуваат и топлина во нашиот организам, односно го загреваат. Така да ова кога ќе го пробаш, малце ќе те загреат во студените и есенски зимски денови, така да може да биде идеја и предлог да пробаш. Одлично. И со третиот предлог да продолжиме. Ставиме тука и ќе го пробаме подоцна. Исаков и излупи 2 краставици, значи тука ни е есенскан кромидот. Ова е рецептот за една салата, која што салата како салата, секогаш комбинациите се различни, секогаш може се да биде да се модифицира, нели идеите си ги добиваме колку почесто сме во кујната, толку повеќе идеја. Сега сакав да го вметнам копарот и тоа и како зачин со неговиот специфичен мирис, но исто така и кој што ги изобилува потребните нутриенти и тоа како ни е потребно. Сега дали ти треба да го тргнам да го бидеме? Може да се тргне. Малку ставам грчки јогурт, лимонов сок и малку маслиново масло. Ова е маслиновото масло. Малку ќе додадам. Го сецкам. Зачинот го додавам тука. Малку мешам. Кромидот, ченката. Добро. Во навистина убаво за мириса. Така, јас директно од централа се. Арома. Така, колку е препорачливо да се користи купарот кога зборуваме за често може да се користи, сите зачини, значи немаат освен на некого кој што му прави проблем, а не е тоа случајов со купарот, бидејќи луѓето кои што имаат проблем со дигестија и тоа како е препорачано да го употребуваат купарот во исхраната, и оние луѓе кои што имаат проблем со обстипација, односно тежното празнење на цревата, дигестивни проблеми, и тоа е пожелно да се употребува. Еве уште малку ќе додадам. Да, може уште малку да ставиме купар. Така, и може уште малку и грчки јогурт. И навистина салатата е превкусна.
Со тоа што може да се додаде и цвекло, ама да не направиме белја, нели? Можеме да го предложиме само. Варено цвекло исто може да се додаде во оваа предлог салата, бидејќи цвеклото е чистач на нашиот организам. Исто Јас така паметам една твоја салата многу вкусна, ја направи во не една од сакав меатите сега сезони. повторно Цвекло со павлака. Така нешто беше. Цвекло со павлака, мудри сливи, малку бибер и сол. Навистина тоа превкусно и цвеклото, особено во секој поглед, во секој дел од годината и тоа како е пожелен, особено па во овие есенски па и зимскиот период што следува. Да. Ете, и салатата ни е готова, бевме доволно брзи за да можеме да го направиме овој предлози, 2 есенски смути и една убава салата која што мене ме привлекува. Така, може вака? Добре. Да. Добро. Ова да го подигнеме, да го видиме како изгледа вака како каша или нешто што може да го замени, па и утринскиот појадок. Смути да биде. Каша или смути, како Јаткасти сакате. плодови може да се додадат, со тоа што е важно ги искористуваме сите нутриенти, бидејќи не е термички обработено, односно е единствена тиквата, ги задржува сите потребни нутриенти и овој сплет на овошје што е карактеристичен во годината, па со изобилие да јадеме, нема некоја нутритивна, има голема нутритивна вредност, ама нема калориска вредност и може да го употребуваат многу често. Бета-каротенот знаеме пребојување на местата на телото, но колку месеци има тиквата за да го направиме тоа. Така да бета-каротенот ни е секогаш потребен. Така е. И ми многу ти благодарам што за информациите кои што едукативно делуваат на секој од нас кога е храната во прашање, така и за оние рецепти кои ги имаш во изобилие и веројатно со текот на работа и долгогодишното искуство таа креативност се повеќе и повеќе се зголемува. Имаме можност тоа да го видиме и преку тебе се разбира и во нашата кујна и денес дадовме еден одличен предлог за сите оние кои што сакаат да изгледаат убаво, да се чувствуваат здраво, но при тоа така да е на еден здрав начин да живееме и да се храниме. Ти благодарам. Така, благодарам многу. И уште долги години постоење на Нутрием и ќе видиме што е ново да го презентираме. Така, дај Боже. Се во интерес на информираноста на гледачите кога е во прашање храната. До гледање со тебе во следна прилика, а ние тука завршуваме со оброкот на денот.